Ќе говориме денес за Божите служители или ѓаконите, нели, како што го прочитавме текстот. Би сакал да почнам со една илустрација така од секојдневниот живот, можеби не баш секојдневие, но би се случувало сигурно да отидете во ресторан, во кафич и да ве послужат, или па да чекате да ве послужат, и додека сте таму заради една или друга потреба да се обидувате да го привлекувате вниманието, да го привлечете вниманието на келнерот или келнерката, ама никако да сврти поглед кон вашата маса. И мафтате со рака, штракате со прсти, нели, кај нас како се довикува келнер, шефе, шефе, нели така. И обично тоа се случува кога веќе ќе се најдеш или ќе го испиеш кафето и сакаш да платиш да си одиш, ама се заговорил таму на шанкот со некого и никако да погледне. Јас пораснав во угостителска фамилија, татко ми беше угостителец и мајка ми беше во таа област и сум раснал во таква средина и работев дури извесен период во ресторан. И тоа во време кога келнерите требаше да имат најмалку 4 години угостителско образование, некои повеќе одеа на факултети. Имаше правила, се знае. Тоа не е туку така, има си, нели, образование. Тоа е професија, угостителството. И имаше еден принцип, јас бев како падобранец таму во ресторанот со економски факултет, но малку време бев во ресторанот. И имаше една така како основен принцип за добар келнер. Добриот келнер може да ги види, да види што му треба, што му недостасува на гостинот и да му го донесе дури и пред самиот гостин да разбере дека тоа му недостигало. И за зошто го кажувам ова? Каква е врската со тоа што го читаме и што ќе го разгледаме? Ами, служителите во црквата, бидејќи тие се нови созданија, имат во себе нова природа, Христовата природа, која го одразува Христовиот живот, се служители кои се фокусирани кон потребите на другите. Ги забележуваат потребите на другите и работат, служат за другите. Ако ние сме полни со Божјото присуство, а Божјата љубов е агапе љубов, пожртвувана љубов, тоа значи дека ние веќе не живееме за себе, живееме за Бог, а тоа се покажува во односот кон другите. Не сме себецентрични, фокусирани кон своите потреби, лесно ги забележуваме. Тоа е во нашата природа, човечка, парната, да сме фокусирани кон себе, да ги гледаме нашите потреби, да се стремеме да се ги задоволуваме, а да ги игнорираме потребите на другите. Христијанството ја превртува таа парадигма и го фокусира погледот кон другите. Зашто така е, тој пример ни го даде Христос. Има една друга причина за таа илустрација на почетокот. Не знам дали ви направило впечаток, но вистината е дека првите ѓакони кои беа ракоположени, официјално како ѓакони во црква, имаат таква еден вид келнерска служба. Или можеме да кажеме првите ѓакони беа келнери во црквата. Сеќавате кога беа ракоположени првите ѓакони? За тоа пишува книгата Дела на апостолите, 6 глава. Се случи таму еден проблем во црквата. Ја ќе го прочитам овој текст на брзина. Значи, првите 4 стиха на 6 глава, книгата Дела на апостолите. Кога учениците се намножија, еленизираните јудејци се побунија против евреите, зашто при секојдневното делење храна не биле пригледувани нивните вдовици. Тогаш 12-те го свикаа целото мноштво ученици и рекоа: не е добро ние да го оставиме Словото Божјо и да послужиме на трпезите. Затоа, браќа, одберете меѓу вас 7 честни луѓе, исполнети со дух и мудрост, па ќе ги поставиме на таа служба. А ние целосно ќе се посветиме на молитвата и на службата на Словото. Кога почнува раната црква, првата црква во Ерусалим да се шири, започнала и социјална дејност, нешто како народна кујна, која треба да им служи на потребите на
посиромашните членови на црквата, а вдовиците биле таа категорија. Во древноста вдовицата е најзагрозена социјална категорија. Тогаш немало социјален систем како денес, немало пензии за вдовиците, вдовицата е зависна од својот сопруг, од своите деца, ако таа остана сама, е осудена на глад. И така црквата почна да се занимава со таа работа социјална денес, меѓутоа во Ерусалим имало јудејки, еленизирани, кои доаѓале од провинцијата и останале таму во Јудеја, во Ерусалим, и кога се служило на масите храна, тие вдовици, еленизирани вдовици, биле некако дискриминирани, знаеме како, можеби им се давало само компир, месото одело кај јудејските, од Јудеја еврејки, но се јавил таков проблем на пристрасно делење на храната и кога веќе почнува да ескалира проблемот, 12 апостоли ја сликуваат црквата и велат, им кажуваат, не е наше сега, ние да прислужуваме на трпезата. И зборот прислужуваме е зборот гјаконија. Трпеза е маса за јадење, нели? И двата збори, и гјаконија и трпеза се оригинални збори од библискиот текст. Не е наше ние да служиме, да послужуваме со храна на трпезата, затоа изберете си меѓу вас седумина луѓе кои ќе се мудри, со светиот дух, тие да го прават тоа. И таа знаеме, избраа седумина. Сите кои се избрани по имињата можеме да видиме дека се исто така еленизирани јудеи, што нели би осигурало непристрасност во поделбата, тоест не би биле занемарени еленизираните јудејки вдовици. Она што овдека нели така го привлекува вниманието е тие први назначени официјално служители ѓакони во црквата служеле на трпезата, тоест делеле храна. Двајца од нив потоа се познати во библискиот текст, едниот е Стефан, првиот маченик, од тие седумина ѓакони, а другиот е Филип, благовестителот, преку кого излегува евангелието од Јудеја во Самарија, потоа при средбата со етиопјанот доаѓа преку неговата служба словото и во Африка се шири. Со други зборови, првите ѓакони во црквата се грижат, овој пример овдека, на масите или седен вид келнери. Во библиска смисла на зборот, во новозаветна смисла на зборот, ѓакон е служител. Секоја служба во црквата е ѓаконска служба, во најшироката смисла на зборот. Зашто самиот збор ѓакон означува слуга, служител, некој кој што помага, исто и современо кај асистентите во древноста би биле ѓакони, зашто асистентот е помошник, помошникот е ѓакон. Или кога некој е назначен на служба на некого, тоест ако некој е вработен да му служи некому и тоа е ѓакон. Сите тие аспекти нели ги покрива зборот ѓакон. Во овој контекст што ни е даден во Тимотеј, па и на другите места, можеме да кажеме дека ѓаконите се служители во црквата кои во својата работа се врзани со епископите, пресвитерите, старешините, за кои говоревме минатиот пат, а работат под нивниот авторитет и помагаат во нивната служба, во нивната грижа за Божјото стадо, грижата која старешините имат кон Божјото стадо, така што ја превземаат материјалната област на работата или административната. Тоест, тие се занимаваат, ако фокусот на старешините е духовната грижа за црквата, овие ѓаконите ја вршат материјалната, административната страна на службата, тоа се оние потреби во црквата кои се поврзани со таа страна материјална и административна. И тоа е примерот, го гледаме во првиот пример во делата на апостолите. И се пак ќе предупредиме дека не
немаме овдека, Павле не ни дава овдека, нити пак на друго место во Новиот Завет, модел како ќе се организираат тие групи, така, тела, како ќе се организира телото на старешини, како тоа тело на старешини внатрешно се организира меѓу себе работи, како се организирани телата на ѓаконите, каква е нивната поврзаност со старешините, колку тела на ѓакони ќе има и така натаму. Немаме таков модел. Она што Павле овдека ни го кажува е какви квалитети треба да имаат и старешините и ѓаконите. И затоа има цркви во кои, например, има тело на ѓакони, официјално тело на ѓакони. И тоа тело на ѓакони покрива различни области во службата. Некои цркви ги нарекуваат служење едноставно, некои цркви ги нарекуваат работни групи, но тоа се у суштина ѓакони, ѓаконска служба. И така може да има посебна работна група, ѓаконска служба или тело, например, за работа со возрастни луѓе. Друга група за работа со деца, група за работа или ѓаконија за сиромашни луѓе, социјална работа. Така погледнато, нашата работа со деца овдека би требало да биде некаква ѓаконија. Славењето е некаква ѓаконија. Финансиската работа, благаничката работа е исто така ѓаконија. Чистењето, одржувањето на таа зграда е ѓаконија, ѓаконска служба. Нема модел како ќе се организира. Во некои цркви има тело на ѓакони, во кои што влегуваат како членови водачите на сите тие различни служби во црквата. Он водачот на детската служба, водачот на славењето, водачот на одржувањето на зградата, социјална служба. Водачите се во таа ѓакони, или тие се ракоположени за ѓакони. Во други цркви па сите што се учесници во самите служби, исто така се наречени ѓакони. Разликата е само терминолошка, но некои цркви даваат и суштинска разлика во смисла на официјално назначување на служители, како ѓакони. Очигледно е дека и тоа е причината поради која што Новиот Завет не ни дава формална организација, не може да има еден модел кој ќе важи и кој ќе биде применлив за секоја црква во секое време. Црквата е жив организам. Црквата е тело. И како организам црквата се развива. Црквата не е статична. Една црква од 10 души ќе има секако друга организација. Не може да има 10 тела, црква од 10 души. Секој човек ќе биде некакво тело. Не. Или пак да има неколку групи на старешинска, ѓаконска, па не знам. Нормално големата црква, многу луѓе, поради многуте потреби во црквата, бидејќи самите старешини во црквата се натоварени со многу задачи и работи, имаат потреба од повеќе тела на ѓакони кои што ќе превземат работата во другите области. И веројатно како што се развива една црква, како што се зголемуваат бројот на служењата, како што се крева зрелоста кај одделните членови од црквата, нивниот духовен растеж, така се формира конкретна организација или пак се менува организацијата. Еве, ние од денес добивме, се не знам дали ќе е таа постојана, нова служба на печење на леб за господната Трпез. Имаме еден ѓакон, нели? Или не знам, пар над ѓакони, кои денес ни подготвија леб за господната Трпеза. Да, ѓакон Дамјан месеше и испече леб. Тоа е исто така ѓаконска служба. Како и да е. Бог ги повикува, и тоа што е овдека важно, бидејќи во најопште смисла на зборот ѓакон значи служител. А секој христијанин треба да биде служител. Секој христијанин во некаква неформална смисла треба да биде служител. Не само оние кои што имаат официјална титула ѓакон. Ние во нашата црква по статут имаме, меѓутоа не сме назначувале,
веројатно расте црквата и ќе се јави потреба да се организираат многу работи понатаму. Инаку ќе биде хаос, ќе мора да се организира. Но тоа не значи дека другите не се служители. И пред да поминеме на тие карактеристики што Павле ги дава за јаконите, а кои пак ќе кажам важат за секој христијанин, служител, би сакал општо да говорам за служењето. За секој христијан како ѓакон. Само не знам кај ми ова за... Да. Еден добар служител ѓакон, уште пред да побарам, ќе знае дека треба да ми го даде, зашто имам потреба. Да, добро. Таков беше Христос. Зашто секој христијан, реков, е служител. Ако ние, како што кажав, го имаме Христос во нас, тоа значи дека, или на самите овие луѓе во Ефес Павле им пишува послание. Пишува едно послание преку, тоест две послания преку Тимотеј како служител во Ефес, ама и лично пишува послание пред тоа, пред неколку години порано, на црквата во Ефес, каде што им вика да се моли Христос изобилно да се вселува во нив. И што значи Христос изобилно да се вселува во нас? Неговиот, како што нашата врска со Христос ќе јакне општението и тој ќе го контролира се повеќе нашиот живот. Неговиот живот, божествен, се повеќе ќе присуства во нашиот живот, тоа ќе се види во нашето поведение. А каков живот имаше Христос? Дали не би прави впечаток фактот каков дојде Христос на земјата? Нели, зошто, јас и тоа прашање си го поставам, како тоа ќе се нарушише неговото служење ако се родеше, например, во палатата на Ирод? И таму во палатата на Ирод Христос имаше гувернантки, ќе спиеше во удобни кревети, со удобни постелнини, еден куп слуги ќе ги задоволува неговите потреби, ќе се растеше како едно така негувано, разгалено дете, царско дете. А наместо тоа Христос се роди во семејството на еден дрводелец, на работник, работничко семејство. И што мислите, што правеше Исус до 30-та година? Не работеше? Јас верувам дека работеше. Го работеше за најетот на неговиот земен татко, така, земен родител. Дрводелството не е лесен занает. Не. Верувам дека раците на Исус не биле така нежни, негувани, туку биле груби, како што може да бидат раце на еден столар. Во време кога немало машини, кога се работело на рака. И знаете, мојата теорија, бидејќи кога се црта обично Исус на слики, црта таму еден човек, коски и кожа, јас верувам, мојата предпоставка е, бидејќи Христос работел како дрводелец, имал мускули. Не е лесно да работиш со дрво. Тоа дрво треба да се обработи на рака, треба еден трупец да се исече, да се изделка, и да се направи од тој трупец маса, кревети, столови, врати, прозорци. Не е лесна работа. Зошто Исус дојде, реши да живее и да расте во семејството на дрводелец? Исус имаше занает. Кога почна да служи и веќе како што стигнуваше до крајот на служењето, така расте амбициите кај неговите ученици. И почна една надпревар меѓу нив за тоа кој ќе заземе повисока позиција во идното царство кој доаѓа. Да, нели знаете, тие очекува земно царство. Очекува Христос да се зацари во Ерусалим и да се постави околу себе на престоли помошници, министри, и почна сега борбата кој ќе седне од десно, кој ќе седне од лево. И додека споре и се расправа, Исус им рече:
Знаете дека оние што се сметаат за народни кнезови господарат над нив и управниците управуваат над нив. Но меѓу вас нека не биде така. А кој меѓу вас сака да биде поголем, нека ви биде слуга. И кој сака меѓу вас да биде прв, нека ви биде роб на сите. Затоа, и сега вели затоа, бидејќи вие треба да бидете така, затоа и Синот човечки не дојде да му служат, и тука е зборот диаконео, кој значи нели служење, но да послужи повторно, значи два пати го користи истиот збор овдека, и да го даде животот свој за откуп на мнозини, или с други зборови. Овдека превод би требало не дојде да му служат, но да послужи и така да го даде животот свој за мнозина. Неговата жртва на крстот е ѓаконска служба. Служба на ѓакон. Целиот живот на Христос, од неговото раѓање, земно секако, до смртта на крстот е една ѓаконска служба. Тоа е примерот што тој го остави на земјата. И ноќта кога требаш да биде предаден, и кога Исус сигурно имаше најмногу потреба за грижа од сите од ученици, им рече на учениците, зашто кој е поголем, тој што седи на трпеза или оној што послужува? Зар не оној што седи? А јас сум меѓу вас како слуга, и повторно е зборот диаконео. Ја знаете сцената, сите седат на трпезата, никој не сака да стане и да ги измие нозете на другите, зашто немале очигледно слуга меѓу нив, кој ќе ја направи таа работа. Сите седнале на маста, зашто ако некој сега стане и ги измие нечистите нозе на Христос и учениците, тој самиот се елиминира од надпреварот за добивање на високи позиции во идното царство. Зашто веќе тој е слуга е. Тој се откажал од таа борба. И така додека седат сите, зашто се сите големи на трпезата, Христос станува. Ја зима крпата, го зима легенот и почнува еден по еден да ги мие мрсните, валканите нозе, веројатно и миризливите нозе на учениците. Исус им рече, вие сте големите на трпезата, јас сум малиот кој прави таа работа. Зошто го направи тоа Исус? Да се биде како Христос, ние велиме дека треба да бидеме како Христос, Христоподобни. Ами да се биде како Христос значи да се биде служител. Тоа е, колку повеќе стануваме како Христос, толку повеќе сме склони да служиме. Дури и да се нафатиме на работи кои сметаме дека се под нашата чест, под нашето достоинство. Да измиеме нозе на некого. И така, додека тие седеа на трпезата или беа полегнати, Исус им ги миеше нозете и им рече: ако пак јас, ме гледате мене, Господ и Учител, ви ги измив нозете, тогаш и вие сте должни еден на друг да си ги миете нозете. Затоа ви дадов пример да правите и вие така, како што ви направив јас. Затоа, бидејќи треба да го следите бидејќи јас сум Господарот и јас сум Учителот, ви дадов пример, и ако јас тоа го направив, и бидејќи никој ученик и слуга не може да биде повеќе од својот Господар, вие треба уште повеќе да се смалите од мене. Уште повеќе да се снижите од она што јас како Господар го направив. Вистина, вистина ви велам, нема слуга поголем од својот Господар, ниту пратеник поголем од оној што го пратил. Кога го знаете тоа, блажени сте ако го извршувате. Прашањето е тоа. Тоа е моделот што ни го остави Христос. Тоа е Христоподобноста. Христоликоста. Да бидеме слуги. Новиот човек во нас, со новораѓањето кој доаѓа,
е Христос во нас, неговиот дух и плодот на Светиот дух. И се оно што е изредено како плод на Светиот дух се всушност способности за служба. Сите дарови во црквата се способности за служба на другиот. Вршиме ли или спремни ли сме да вршиме слугински работи, така да кажеме, во црква, или се под нашето достоинство? Секој што го познава Христос ки се стреми да биде како Него, така што ќе живее како слуга на останатите. Некој човек одел редовно, бил редовен муштерија во некој маркет и таму очигледно било дека има на работник, еден од работниците, продавачите, бил многу мрзлив човек. И еден ден кога отишол тој пак муштерија таму, во маркетот да пазари, забележал дека го нема тој работник, мрзливиот. И ги прашал другите таму продавачи, кај човекот, не огледам веќе неколку пати. И тие рекле, тој се пензионира веќе, пензионере. И муштеријата прашали сега, како ќе ја пополните замената, ќе вработите друг човек. Работниците рекле, тој не остави празнина зад себе. Нема потреба да вработуваме. Знаете ли, за жал, современото христијанство станува такво што многу христијани доаѓаат во црква, ќе седнат, слушат, си одат и нивното отсуство не остава празнина, во смислена служба. Може во дружина, во смислена служба. Бидејќи нема служба. Христијанинот е човек кој е посветен на служба. Да служи на другите. И ние во тој поглед, како црква, имаме доста простор да пополнуваме. Например, одржувањето нова зграда паѓа на товар на еден, двајца. Се обидувавме да организираме списоци, да правиме, меѓутоа немаше многу реакции, но може со текот на времето и ќе се организираме во тој поглед. Ќе се развива за година-две, ќе имаме потреба од учители. Децата, овие бебиња, веќе ќе можат да слушат лекции. Да, за 2-3 години ќе пишуваат, ќе читаат. Како што расте црквата, се јавуваат, се отвараат нови служби, потреби и тоа ќе значи и нови служители. И треба да се молиме во тој поглед Бог да не гради, зашто христијанството во христијанството нема поделба на касти, на сталежи, на класи, аристократи, обични луѓе. Секој во христијанството е служител. Денес имаме Господна трпеза, јас донесов легини, Христос рече тоа да го правиме. Така да, после ќе миеме нозе еден на друг. Сакате, нели? Јас сум неколку пати присуствал, сум бил дел од таква служба. Како беше организирано? Значи, жените на едно место одат, мажите на друго место, друга просторија. И прво, едниот седи, друг му мие нозите, потоа се менуваат. Тој ќе седне, па тој што мил ќе седне, па другиот му ќе мие нозите. И да ви кажам, големо смирување има во тоа. Да, действува смирувачки. Ние не знаеме што значи човек навистина да биде слуга. Зашто ние живееме во општество во кое сите се господари. Денес сите се господари. И веќе заборавевме што значи да слугуваме на луѓето. На времето жените ги миеле нозете на мажите. Да. Денеска, нели, тоа се смета за нешто понижувачко. Зошто е понижувачко? Не, зашто така сме изградени. Да мислиме дека е понижуване. Но после ќе ги донесеме легендите. Се шегувам. Нема до толку да се смируваме. Да, ќе остаеме од старото, така да доминира во нас повеќе. Нема врска, да, секако Исус тоа го кажува како модел за служба. Не буквално, но пак ќе кажам, действа смирувачки.
Добро. Поентата дека треба да служиме. Црквата заборавила или веќе е пропуштила многу области во општеството кои ги покривале христијаните на времето. Да, на времето немало болници со доктори, медицински сестри и таму христијаните оделе да служат. Денес нема што да правиме ние во болниците, меѓутоа, знаете колку луѓе има што се сами, ево тие домови каде што се возрастни луѓе, знаете колку има во Скопје. Да, на тие луѓе не им треба нега, има таму негувачи. Меѓутоа тие луѓе живеат сами, усамени се. Нема кој да ги посети. Христос, кога ќе дојде на ден и тој го кажува тоа во парабола, ќе ги раздели луѓето на овци и кози. На кој принцип ќе ги раздели? Колку се грижеле за вдовиците, за старците, за децата, за болните, за оние во затвор. Тоа е критериумот. Тоа е дел на христијанската служба. Грижа за структури, за групи во општеството кои се маргинализирани, кои ја немаат можноста да почувствуваат љубов, внимание, грижа и така натаму. Добро. Треба да кажа дека има и посебна служба и како дарба од Павле прецизно наведена во 1 Коринтини 12.28, овдека од Римјаните 12.7 пишува според дадената благодат имаме различни дарби. Ако е тоа пророчка дарба, тогаш нека биде во сразмерот со верата. Ако е дарба за служење, нека служи. Ако ли пак дарба за поучување, нека поучува. И гледам дека како посебна дарба имаме служење и очигледно тука станува збор за оние кои навистина имаат натре копнеш таква способност да ги забележуваат потребите на другите и таков товар да се посветат на потребите на другите, што е просто не може, едноставно не може, а да не служи. Но, си треба да се молиме за тој копнеш во нас. И сега веќе одиме на текстот, карактерните особини на црковниот гјакон и овдека Павле почнува со зборот и гјаконите исто така. Значи се надоврзува на текстот за старешините. Како што тие треба да имаат соодветен карактер, така и гјаконите треба да имаат соодветен карактер, а тоа пак ќе кажам важи за секој од нас. Какви треба да бидат? Прво, честни. Она што се бараше и за старешините, и ово збор веќе неколку пати, ова трети пат, да го сретнеме овдека во 2 глава и 3 пати во 3 глава. Изборот честен, всушност значи, од семност или семнотес, достоен за почит, почитуван од другите. И овдека Павле наведува неколку карактеристики кои се во областа на карактерот, на контролата на поведението, и сите тие влегуваат во честноста, работите кои што следат. Сето тоа е дел од еден честен карактер. Или човек кој ужива углед кај останатите, поради своето поведение. И треба еден ѓакон, имајќи во предвид дека тој служи во материјална област, се грижи за потреби на другите, споделуваат луѓе кај него, ги знае состојбите на луѓето, во тој поглед тој треба да биде доверлив човек. Луѓето да гледаат со респект и да му се доверуваат, бидејќи тој ќе биде вклучен во материјални работи, душегрижнички работи, социјални работи, во многу дејности, болни луѓе, и затоа треба да биде човек од доверба. А што значи да биде честен? Не може да биде доверлив човек или не може човек со достоинство, ако тој е, или во нашиот текст пишува недволични, но оригиналниот збор е диалогос, што значи двословен или двојазичен. Говори едно пред еден, говори друго пред друг. Мисли едно, кажува друго. Пред тебе ќе каже едно, зад грб ќе ти каже друго. Лицемерен човек, дволичен. И тоа е важно, бидејќи пак, овека има преди таа ѓаконска служба, ако тој не е искрен, а е вклучен во потребите, материјалните потреби на другите, има многу нешта во неговата служба кои
имаат потреба од дискреција, тоа да се зачува само во рамките на службата и во рамките на односите помеѓу него како служител и оној кому се служи, тој треба да биде во тој поглед човек со интегритет. Да не се страстни за вино, исто како што се бараше од старешините, или тука зборот да не е оддаден, да не е зависен за вино. Да не е неговото поведение да не го контролира некоја зависност. И да не се, тука пишува алчни за гнасна печелба, а во оригиналниот текст е две зборчини има, едно негација нели ме и другото е комбинација на срам и добивка, срамна добивка. Тоест, да не се луѓе кои немаат никаков образ и за пари се спремни на се. Ке земе, ке украде, нема да врати и лед не го леди. Зашто нема срам, нема образ. А геконите се вклучени во таа материјална област каде што треба да има репутација. Во раната црква тие се занимавале со собирање на храна да се дава на сиромашните луѓе, распределбата на тие материјални средства и така натаму. И разбирливо е дека треба да има соодветен карактер кај таа личност која треба да врши таа работа. И верниците треба да имаат доверба дека тие одговорно, свесно ја вршат својата работа. Значи, тоа се тие 4 работи, нели, кои се во контекстот на неговиот интегритет како личност. Другата област е неговото учење, или доктрина. Да ја пазат тајната на верата со чиста совест. И тоа зборче тајната, Павле ја користи во посланието до Ефесијаните, овдека ја користи, ќе видиме неколку пати, мистерион, мистерија, кој е гностички термин, но Павле му дава на тие гностици во Ефес друга примена, тоест, тоа она што било нејасно или скриено, но сега веќе е јасно, откриено е, разбирливо е. За разлика од гностиците кои на мистеријата гледаат како на тајно учење, кои само некои луѓе го имаат, го разбираат, Павле употребува зборот мистерион за Евангелието, кое во Стариот Завет било сокриено, сега во Христос е јасно, разбирливо, достапно за секого. И овдека тој говори за Евангелието, за тоа учење, да ја пазат, не да ја кријат, во смисла на гностицизам, тоа е за мене, да се грижат за правилното учење. Верата во посланието до Тимотеј е учењето, вистинското учење наспроти ересите кои се шират во црквата. Ако говори за добрата совест и тоа збор кој се повторува неколку 3-4 пати во ова послание, значи поведение на човека кој одговара на словото. Така да неговата совест не е нарушена поради непокорноста кон словото. И во тој поглед тој има чиста совест, добра совест. Дејќи неговата совест одговара на животот во послушност и покорност на словото. Така што овека се бара од еден ѓакон да го познава учењето, да го живее и да го заштитува. Така што ќе поучува вистинско учење. Меѓутоа, да, овдека нема услов како кај старешините да има способност да поучуват. Меѓутоа, не може еден ѓакон да биде служител, ама тој да не го познава вистинското учење и да не го живее. Така да, во учењето, во науката, тој како служител под авторитетот на старешините нема да противречи на тоа учење. Туку ќе го живее и ќе го проповеда со животот тоа вистинско учење. Треба да биде докажан служител. Тие најнапред треба да бидат испитани, па после, ако се непорочни, да станат служители. И тука зборот испитани, докимацо, значи проверени. Биле ставени на тестови, поминало некое време и се докажале како вистински и христијани и посветени на таа служба. Самиот збор значи нешто да биде лабораториски, така да кажеме, тестирано, документирано. Од тука и зборот документ.
потврда, има потврда. И тоа значи, и последните две карактеристики кои се бараат за учењето и ова, за проверката, всушност укажа фактот дека ѓаконот, оно што официјално се назначува на таа служба, не треба да биде нов во верата, туку треба да се изградува како карактер во словото, во општењето со Бог и во службата во црквата. И така се разбира развојот на духовниот развој на личноста. Таа поминува, верникот поминува, заедно со неговиот духовен растеж, поминува во едно градење и во црковната организација. Не може да биде нова верата, поминува период во кој што тој се гради како служител и во тој поглед нема фиксирани состојби. Тоа значи дека некој цел живот треба да биде ново верата и да седи, друг цел живот да биде служител, трет цел живот да биде само епископ, зашто е роден, нели, како епископ и така натаму. Не, имаме развиток. И понатаму тоа ќе го спомнем нешто во таа насока, апостол Павле, се очекува еден верник да започне како служител, да се гради, да добие потоа официјална можеби служба на служител и стекот на времето како што ќе се гради и во верата и во карактерот да стигне и до старешинска служба како водач. Зашто би било неприродно некој од обичен нов верник или овој најнаш без служба, тој најнаш станува служител. Зашто станува старешина, зашто старешината на крајот на краиштата е најголемиот слуга од сите. И тој треба да се гради како слуга. И градењето, кај оние што се посветуваат на теологија, почна уште во студентските денови. Затоа многу теолошки школи го организираат начинот на работа со студенти така што тие треба да вршат сета работа на служење во нивните интернати, домови и така натаму. Па и во факултетите каде што учат. Да чистат, да готват, да средуваат, зашто почетокот на христијанската служба е како служител. Да, како што Христос го почна земниот живот како столар, Месијата. И треба да има примерно семејство, чекај да видим само кај сме, 12. Овдека има мала забона сега во овој текст. Граматиката ја создава таа забона, зашто оригиналниот текст не пишува исто така и нивните жени. Павле пишува жените исто така. И нема прецизирано кои се тие жени. На преведувачот, на нашиот македонски превод, решил дека, веднаш дал толкување, дека тоа се жените на ѓаконите, сопругите на ѓаконите, на тие што се официјално назначени за ѓакони. Формата, зборот овдека е генеричкиот збор за жена, општиот збор за жена, без да има некакво назнака дали се тие сопруги. И сега интересно овдека има почетокот исто така, според некои толкувачи, води во насока на толкувањето, исто како и ѓаконите, исто така и жените кои ќе бидат ѓакони, треба да исполнуваат некои услови. И бидејќи Павле овдека не пишува исто така и жените на ѓаконите, сметаат дека овдека се вклучени оние жени во црква кои што ќе бидат назначени на ѓаконска служба од граматиката на текстот. Меѓутоа, и тие, да, имало во раната црква случаеви, како во Рим Фива или Фиба, која била служителка и Павле вели, мене добро ми служеше и слушам дека и вас добро ви служи во црква. И таа е наречена со женската форма на зборот ѓакон, ѓаконка. Именувана е како ѓаконка. Сега, оние што се против пак таквото толкување дека овдека станува збор за посебни позиции на жени ѓакони, дека Павле не мисли на тоа, туку мисли на жени на ѓакони,
го зимаат пак тој текстот со Фива и велат, зошто пак кога Павле, нели, ако мисли на жени ѓаконки, зошто го употреба зборот жени, генерички форма на жени, а не употреба женската форма за ѓакони. Кога веќе почнува, ѓаконите исто така треба да бидат, зошто не вели и ѓаконките исто така треба да бидат, туку жените. Користи збор жени, без да каже жени ѓаконки или жени на мажите ѓакони. И таа неопределена форма повеќе води во насока на толкување дека станува збор за жените на ѓаконите, а и контекстот е таков. Гледате во 11 стих исто така жените или беснели нивните, и во 12 стих пак продолжа ѓаконите да бидат. Контекстот е жената, сопругата на ѓаконот, маж на една жена. Тој литературен контекст овдека повеќе води во насока на толкувањето дека овдека станува збор за жените, дека и жените на ѓаконите треба исто така да исполнуваат некои карактеристики. Еден друг противаргумент пак дават некои, велат, добро, зошто па не се спомнати, ако овдека решил да ги спомне жените на ѓаконите, во првите 7 стиха каде што говори за старешините, не спомнам ништо за жените на старешините. Има услов за жените на ѓаконите, но не има услов за жените на старешините. Се, кое е толкувањето? Има логично толкување, кое не одговара на современите разбирања, меѓутоа на древните разбирања многу одговара. Епископот, презвитерот, пастирот, тие се старешни кои што ја водат црквата. Денес веќе стано се подразбира, ако мажот е пастор и жената е пастор. И веќе така се пишуваат пастор Мите и пастор Красимира Гошеви. Што воопшто нема библиска основа. Јас не се пишувам така никаде, но меѓутоа популарно е мажот и сопругот и сопругата да одат по тоа заедничко пастор. Минатиот пат говоревме за тоа. Библијата, Божиот породок не дозволува таква форма на организирање на црквата, во која што жената ќе биде со мажот заедно водач на црквата. Не. И во таа смисла, имајќи опреди природата на старешинската служба, можеме да разбереме зошто не пишува ништо за жените нивни. Меѓутоа, природата на ѓаконската служба е друга, поинаква. И таму може жената, сопругата, многу полесно да се вклучи, да биде дел од таа служба на мажот. Ѓакон. Нали? Логично е. Ако ѓаконот, да кажеме, ја чисти црквата, зашто жената не би била вклучена во таа служба, или посета на болни, работа со стари луѓе и така натаму. Но, бидејќи природата на службата дозволува инклузивност, тие треба да исполнуваат неколку услови, кои што Павле овдека ќе наведува и кои се специфични и одговараат токму на таа потреба. Прво, вели, исто да бидат семно, да бидат, како и за ѓаконите, мажите и жените, достојни за почит, доверливи. Да бидат луѓе со достоинство, жени со достоинство. А што значи тоа? Како што и кај мажите зборот семност вклучува се по тоа што се кажува како карактеристика и овдека. Да бидат честни во кој смисол? Да не се клеветнички, и дури тука Павле користи многу така екстремен збор, да не бидат ѓаволи. Ѓаволос е зборот. А зборот ѓаволос значи клеветник. Тоест, бидејќи имат информација за црквата, бидејќи се вклучни во работата на црквата, во потребите на луѓето, да не прават тоа пикантерии кои ќе се шират од куќа на куќа. Тоа е овдека идејата. Туку да бидат жени кои што го контролираат својот јазик. Друго, да. А за да не бидат такви, треба да бидат трезвени и верни. Тоест да го контролираат своето поведение. Тие збори се беа употребени за старешините. Да не се раководат од емоции, да не бидат импулсивни, да бидат стабилни
и доверливи, да може човек да се доверува, зашто ќе биде сигурен дека тоа ќе остане меѓу нив. Нема да се разнесува понатаму преку клеветењето или преку оговарањето. И продолжува потоа за домот на геконите, тој треба како човек кој ќе се занимава со црквата, со домакинството на црквата, пред се да биде човек кој добро го управува и своето домакинство. И посебно, нели, овдека пак се наведени децата, кон нив или во однос на децата, самиот тој да изградил авторитет и углед. И кои се придобивките? Оние кои служат добро како ѓакони, се здобиваат со угледна положба и голема смелост во верата што имаат во Исус Христос. Прво вели угледна положба или почитувана служба. И добиваат во црквата почитуван статус. Се тој почитуван статус ќе го добијат доколку и самата црква е зрела и разбира што значи човек да биде христијанин. Дека кој сака да биде поголем, треба да стане слуга на сите. И ако некој оди по вас и ги собира ливчињата кои што ни паѓаат и ни ја фрла кантата кој ќе се преполни и вецето ќе го исчисти, тој треба да биде на почит, да има угледна положба. Зашто тоа е принципот, а не да гледаме со презир на таквите луѓе. Зашто на крајот на криштата, како што Христос нели рече, тие ќе бидат почитувани во Божјото царство. Ако луѓето не ја дадат соодветната почит, сигурно Бог ќе ја даде таа почит. Сигурно Бог нели го цени тоа што се прави. Тоа прво. Второ, голема смелост во верата што имаат во Исус Христос. И тука пак е специфично зборчето смелост. Тоа зборче парасија има повеќе значење на јавен настап, јавно говорење, представување во јавноста, во јавниот живот ќе ја покажува таа смелост. Во говорењето на верата, во споделувањето на верата ќе покажуваат смелост. Од тука изборот парусија, појава. Службата како служител, како ѓакон, служењето меѓу луѓето, интересно Павле овдека кажува, доведува до растеш во верата, бидејќи човек кој ќе се посвети на служба, тој ќе чувства во себе натрешен мотив, поттик, да расте и во општението со Бог, да се посветува повеќе на молитва. Кога ги знае потребите на сите, тој ќе ги представува пред Бог тие потреби. Тој самиот, бидејќи во контакт со луѓето, ќе чувства потреба да расте во учењето, во разбирањето на верата. Сето тоа ќе му дава повеќе и повеќе увереност, смелост во животот на верата, во поглед на представувањето, во јавноста со другите луѓе. И тоа служењето ќе води кон еден целосен, духовен развиток на личноста. Ќе се развива. И од тука се тие предпоставки дека тој растеш понатамо ќе значи и растеш по неговата позиција во црквата. Еден добар служител, ѓакон, со текот на времето, како што расте во познавањето на Бог, во карактерот, во се, тој ќе расте и во неговата позиција во поглед на водењето на другите. Како што ќе води една мала група на служење, во еден момент тој веќе може да биде и служител кој што ќе води цела црква. Така. И на крајот, да завршиме. Служењето е нашата суштина, како христијани. Има еден так интересен опис на работата на христијанскиот служител. Вели, треба често да врши непожелна работа заради царот на царевите. Треба лично да ја познава љубовта на Христос и да може да ја покажува на другите. Треба секој ден да живее во општина со најголемиот слуга од сите останати, за да продолжи и да се развива. Работата бара да бидете на повеќе 24 часа на ден, за да ги задоволите потребите на семејството, пријателите, па дури и непознатите. Мора да бидете подготвени да се откажете од своите права. Плаќањето често не се случува во овој живот, но големи
награди се сигурни во вечноста. Обуката на работното место започнува денес, токму таму каде што се наоѓате. Тоа не е опција. Службата за Господ не е опција, туку тоа е живот. Суштина е на верниот човек. Зошто и на крајот тоа ќе завршиме, бидејќи ќе поминеме на Господната трпеза, самиот син човечки не дојде да му служат, да има служет, туку тој самиот да стане ѓакон, слуга на сите. И како слуга да заврши на крстот, бидејќи тој отиде таму да ни послужи нам во најголемото нешто, во нашето спасение. Неговата жртва на крстот беше ѓаконска служба. Нам да ни заврши работа, нас да не откупи, нас да не оправда, нам да ни даде вечен живот. И ние, сораспнати со него на крстот, како што Павле пишува на Галатјаните, умираме таму. За себе си, за да живееме за него. Умираме за своите страсти и потреби, за да живееме за другите, да ги забележуваме и да служиме. И кога ќе взимаме Господната трпеза, сега, иако нема да се ги измиеме нозете едни на други, да го имаме во предвид тој факт, што Христос го кажа на учениците таа последна вечер. Вие сте должни да го правите тоа. Да бидете слуги едни на други. Нека Господ ни помогне да го свакеме тоа и да го живееме. Неговиот збор да не променува, духот кој живее во нас, Христовиот живот кој се вселува се повеќе и повеќе, да не преобразува, да бидеме навистина слугите какви што тој сака да бидеме, каков што пример тој ни даде. Зашто тоа е словото на Бог. Тоа е вистината.